Почитувани граѓани на Република Македонија. На една од седниците на Собранието на Република Македонија пред неколку месеци, мислам дека беше, кажав и ќе цитирам: "Ова што вчера до доцните часови го гледавте и ова денес што се случува, не е дека Македонија се наоѓа во војна, ниту пак дека има некоја елементарна непогода, туку дека сето тоа е фаќање сламка за спас на криминалците на СДС и ДУИ и дека преку Комисијата за избори и именување сакаат да разрешат колега пратеник кој веќе не им е по кеф и да си постават свој пратеник и на тој начин сакаат на нелегитимен начин да го добијат мнозинството во оваа комисија, каде главна цел ќе им биде да си постават свој суди во Уставниот суд, а се со цел да си ги покријат сите своји криминали." Тоа го кажав тогаш. А овие денови тоа и се потврдува. Имено денеска на дневен ред, односно овие денови на дневен ред, е легендарниот чувар на криминалот на СДС, односно на раководството на СДС и нивните блиски луѓе, државниот обвинител Љубомир Јовевски. А тој е оној човек што ќе одеше во пензија, па не отиде, затоа што се договори со Заев, Ковачевски и Оливер Спасовски заради одлично завршената работа, со чување и прикривање на криминалот, да пензионерските денови си ги помине во Уставниот суд. Ни малку ни повеќе 9 години. Сега на мене ни на крај памет не ми паѓа да читам биографијата на господинот Љубомир Јовевски, а уште помалку и да образложувам неговата биографија. Видов само дека човекот има 68 години и тоа е доволен показател дека апсолутно не ми паѓа на памет да ја образложувам неговата биографија, за да не се добие впечаток дека човекот е пензионер, а не е, и да не се помисли дека се работи за човек кој е државен обвинител. Пример еве во некоја скандинавска земја дека е државен обвинител во Шведска, а не е ни тамо, туку дека е главна фаца во перцепцијата на граѓаните во Македонија, каде констатира недоверба во судството со неверојатни новистините 92% недоверба. Затоа овој мој говор, во ова мој излагање, се решив да го искористам извештајот на Народниот правобранител, бидејќи сметам дека е, како да кажам, најрелевантен извештај во сите извештаи што стигаат од институциите на државата, каде многу се зборува за судството, обвинителството и полицијата, кои се во директна корелација заедно, значи судство, обвинителство и полиција, тоа сакам да го кажем во директна корелација, а сето тоа ќе го подкрепам потоа со повеќе примери. Ќе почнам со правосудството. Каде се констатира од страна на Народниот правобранител или институцијата Народен правобранител. Ова извештајна година во областа правосудство до Народниот правобранител се поднесени 436 представки, преку кои граѓаните и сите други лица побараа заштита на своите права и споредбено со претходната извештајна година, кога беа поднесени 406 представки, се бележи зголемување на нивниот број. Генерално, на ниво на институција, представките од оваа област и понатаму остануваат најбројни. Преку анализа на содржината на представките и предметното постапување, се констатира дека граѓаните во најголем дел во оваа област бараат заштита на своите права во контекст на првостепени и второстепени кривични и граѓански постапки, постапки пред управните судови, како и за постапките кои се водат пред лицата со јавни овластувања, адвокати и нотари.
Следствено на тоа, а во поглед на работата на судската власт, граѓаните од народниот правобранител најчесто бараа интервенција во насока на добивање на информации кои истите не можели да ги прибават од судовите, како што се во која фаза се наоѓа постапката, број под кој е заведен судскиот предмет, дали е извршена експедиција на списи помеѓу судови за непочитување на принципот на судење во разумен рок и слично. Инаку, и натаму останува голем број на поднесени преставки кои се однесуваат на веќе завршени судски постапки, каде се бара да се изврши промена на судската одлука и се укажува на незаконското работење на конкретни судии. Народниот правобранител, во врска со преставките за прибирање на информации, навремено постапуваше и во најголем дел од предметите во ваква содржина помогна подносителите да ги остварат своите права. Во поглед на неправедното одолжување на постапките и непочитувањето на принципот на судење во разумен рок, Народниот правобранител констатира голем број на повреди од Основниот граѓански суд Скопје, посебно во споровите од работен однос. За отстранување на конституционалните повреди, Народниот правобранител даде неколку препораки и укажувања за начинот на нивното отстранување, односно ја истакна потребата судот без какви било формални изговори да го почитува начелото на судење во разумен рок и носење одлуки во законски определен рок. По ваква констатирана состојба и преземени дејства од страна на Народниот правобранител, Основниот граѓански суд Скопје воопшто не преземаше дејства за промена во динамиката на водењето на предметите, туку повторно доставуваше формални одговори во кои е дадено објаснување што е преземено во текот на постапката и дека причини за одолжување на постапките се големиот број на предмети. Народниот правобранител за преставките во кои се бараше промена на судски одлуки и се посочуваше дека одредени суди работат нестручно и несовесно, укажуваше дека не е надлежен да постапува во вакви наводи на подносителите, меѓу другото им беше даван правен совет и понатамошна заштита. Значителен дел од преставките од оваа област се однесува и за работата на управните судови, при што, иако е донесен и е на сила новиот закон за управни спорови, граѓаните и натаму се жалат на истите проблеми, односно предолго траење на овие постапки, неодржување на јавни расправи и недонесувањето на мериторни одлуки. Врз основа на предметното постапување, Народниот правобранител констатира дека одолжувањето на овие постапки поради немањето на соодветна комуникација меѓу државните органи и игнорантскиот однос кон барањата на управниот суд за доставување на списи, поради и што постапките се долготрајни и се предизвикува незадоволство кај граѓаните. Во овој сегмент воопшто не е спорно дека доставата и експедирањето на пресудите и решенијата до странките и до Висшиот управен суд, кога одлучува по жалба на одлука на управен суд, се врши со задоснување понекогаш и со неколку месеци. Управниот суд, дури и по барањата Народниот правобранител, не доставува навремени одговори, а истите не ги содржат нити бараните информации или се од формална природа. Токму затоа, Народниот правобранител е принуден да презема действија со кои на управниот суд му се укажува на неопходната потреба од почитувањето на надлежностите на Народниот правобранител, кои придонесуваат, односно исклучиво се во насока за заштита на уставните и законските права на граѓаните и сите други лица, вклучително и пред овој суд. Народниот правобранител констатираше повреди и при постапувањето на носителите на јавни овластувања, односно во постапката на издавање препис на документ заверен кај нотар, на кого му престанала службата поради исполнување на условите за старосна пензија. Имено, нотарот кој е поставен привремено да ја врши службата, одбиваше да издаде препис поради непристапност во архивите на нотарот кој е во пензија. Во оваа постапка се констатира како граѓаните во пракса тешко и со многу проблеми може да стигнат до остварување на правото, кога системот воспоставен со закон воопшто не може соодветно да функционира. Конкретно, согласно Законот за нотаријат, архивата на нотарот кој повеќе не извршува дејност треба да биде предадена во судот
кој пак во овој случај не ја презел со банално објаснување дека има недостаток на простор во нејзиното чување. По констатирањето на ваква повреда, народниот правобранител презеде действија пред надлежниот суд и пред нотарот кој поставен привремено да врши службата, пошто ги обезбеди бараниот препис и подносителот со вакво действување го оствари своето право, но по повеќе од една година од денот на поднесување на барањата. Што се однесува на работењето на носителите на јавни овластувања адвокати, народниот правобранител констатира дека Адвокатската комора на Република Македонија одговара на барањата со задоцнување, поведуваат постапка по жалбите на подносителите, но од предпоставките, односно од представките кои се однесува на работата на адвокати, ниту еден адвокат не одговорил дисциплински, односно сите постапки се завршувале со отфрлање на барањата за утврдување дисциплинска одговорност на адвокат. Од тука ќе преминам на постапки пред јавното обвинителство. Во извештајната 2021 година до народниот правобранител евидентирани се 71 представка во областа на обвинителство, број кој е повеќе од двојно зголемен споредбено со претходната година. Значи, претходната биле 32 представки. Зголемувањето на бројот на представки во оваа област се должи на тоа што обвинителството согласно законските овластувања не е должен да ги известува граѓаните во текот и фазата на постапка, што од друга страна повлекува граѓаните да се жалат на работата на обвинителството и одолжување на постапката. На работата на обвинителствата се жалат како и лица кои се подносители на кривични пријави, така и лица кои имаат својства на осомничени во постапката, а представките се однесуваат на одолжување на постапката по поднесените кривична прива, недонесување на јавна обвинителска одлука, неизвестување на странките за начинот на поставувањето и текот на постапката, непреземање на потребните истражни действија согласно Законот за кривична постапка, недозволување увид во списите и запознавање со доказите на случајот и слични такви работи. Ако во 2020 година народниот правобранител констатираше подобрена комуникација на обвинителството во однос на доставување на времени суштествени одговори на барањата на народниот правобранител, во 2021 година ситуацијата е сосема спротивна. Ова се однесува на основното јавно обвинителство во Скопје и висшето јавно обвинителство во Скопје, кои во поголемиот број на случаи ненавремено постапуваат, доставувајќи нецелосни одговори, па затоа, за да ги добие потребните известувања, народниот правобранител беше приморан во сите случаи да поднесува ургенции. Наведеното не е констатирано за обвинителствата од другите градови кои секогаш постапуваат навремено по поднесените барања и одговорите од истите се суштествени и детално образложени. Јавното обвинителство на Република Македонија воопшто не одговара на барањата на народниот правобранител и во неколку предмети, дури откога била поднесена повторна ургенција, е доставен формален одговор кој воопшто не соодветствува со информациите кои биле побарени да се достават. Директно се однесува на вашиот предлог, Љубомир Јовевски. Во извештајната година се постапуваше по представката за ненавремено постапување на обвинителството во постапка за прекин и продолжување на прекин за издржување казна затвор. При преземање на действија и мерки пред надлежниот суд, народниот правобранител утврди дека причината поради кој судот не донел одлука е тоа што обвинителството не доставило мислење до судот. Обвинителството во овој случај не го зема предвид фактот дека според Законот за извршување санкции оваа постапка е итна и одлука треба да се донесе во најкус можен рок. Недонесувањето на јавна обвинителска одлука е проблем со кој се соочуваат граѓаните во изминатиот период. Народниот правобранител постапуваше по поднесени представки на граѓани каде се соочи со фактот дека пред обвинителството се води предистражна постапка која е почната во 2001 година, за која постапка обвинителството се уште нема донесено јавно обвинителска одлука. Значи од 2001 година. Во друг случај, народниот правобранител утврди дека предистражната постапка е започната во 2019 година и не е завршена со јавна обвинителска одлука,
а една од причините за тоа е предавање во надлежност на друго обвинителство. Ова влијае за сериозно стравување на граѓаните за застарување на кривичното гонење, зашто како сериозен проблем народниот правобранител алармира секоја година. Во постапка каде од страна на граѓани дадена иницијатива за барање за заштита на законитоста до јавното обвинителство на Република Македонија, која е поднесена во јули 2021 година, подносителот до крајот на 2021 година се уште не добил известување дали е прифатена или пак не е прифатена иницијативата за поднесување на барање за заштита на законитоста. Народниот правобранител се обрати до јавното обвинителство на Република Македонија со барање за информации и објаснување во врска со наводите во преставката, но нема добиено никаков одговор. Народниот правобранител посочува дека обвинителството треба да има предвид дека со ненавременото постапување и непреземање действија и мерки се предизвикува штета на граѓаните и се попречуваат во остварување на нивните права. Исто така, подносителите на кривични пријави не може да добијат информации од обвинителството за тоа во која фаза се наоѓаат постапките по нивни пријави, што влијае за довербата во институцијата. Овој проблем беше констатиран и во изминатите години, но нема подобрување во пристапноста до обвинителите. Ќе ви ги прочитам и констатациите на народниот правобранител. Во судските постапки одработен од нас не се почитува законски предвидениот рок од 6 месеци за завршување на овие постапки и истите траат повеќе години, поради што и се повредува принципот за судење во разумен рок. Судовите немаат никакви услови, нити доволно просторни капацитети за преземање и чување на архивираните предмети на нотарите кои повеќе не извршуваат дејност. И основното јавно обвинителство Скопје не постапува по барањата на народниот правобранител во дадениот рок и најчесто доставува ненавремени и нецелосни одговори. Воедно, ова јавно обвинителство, како и јавното обвинителство на Република Македонија, не донесуваат навремено јавна обвинителска одлука по пријавување на кривичниот правен настан. Основното јавно обвинителство Скопје не дава навремено мислење до надлежниот суд во постапки кога се бара прекин и продолжување на прекин подолго од 30 дена на осудени лица кои се во на издржување на казна затвор во казнено поправните и воспитно поправните установи. Значи, од извештајот може да се забележи дека ниту една од препораките на народниот правобранител не се земени во предвид во работењето на државниот апарат. Интересно е да се забележи дека народниот правобранител, работејќи во рамките на своите надлежности, дошол до заклучок за бројни неправилности во работењето на институциите. Очигледно е дека забелешките на народниот правобранител не се прифатени нити пак применети, бидејќи институциите се уште работат спротивно од укажувањата. Владата не дава никаква поддршка на институцијата народен правобранител и продолжува да ги води процесите во насока во која се повредуваат правата на граѓаните. Она што јас го читам од овој извештај е уште една потврда на она што го знаеме, па ќе го потенцирам само во неколку главни точки. Народниот правобранител го потврдува фактот дека продолжува процесот на политички водени постапки за поединци, за кои се процесуира случаи без никакви докази, а истите се подложени на тортура од институциите, правосудните и полициските органи. Продолжува генерирањето на случаи на политички затвореници и нивна тортура во затворите. Многу од аномалиите кои се забележени во извештајот за начинот на функционирање на затворите може да бидат коригирани доколку се земеле во предвид укажувањето на оваа институција. Се доаѓа до заклучок дека во политички монтиран случај, наместо да се бори за правдина на поединецот против кој се води случајот, му е подобро да ја префрли вината на некој друг или да се признае вина за да се спаси од драконски казни генерирани од политички пориви. Ова го немало ниво комунизмот. Покрај останатото,
И овој извештај уште една потврда дека судството е дефинитивно најслаба карика во државата. Најголем процент на преставки се за судовите и обвинителството, каде што е вашиот Јовевски, нивното неработење и ненавремено постапување. Целиот извештај како да е преслика од оној монтиран, политички монтиран случај против уставобранителите. Па така имаме нарушување на правото на фер судење. Фалификација на делото од политичари уште пред да се започне судењето, прекршување на Европската конвенција за човекови права, рочишта по цели денови без храна и вода, обвинетите не можеа да ја напуштат седницата кога има потреба за тоа, односно не им беше дозволено. Сето ова е додека вашиот Јовевски е начело на обвинителството. Сето ова беше нотирано и во извештајот на Хелсинскиот комитет за човекови права и слободи. Па се менува искази како чорапи на еден сведок за да можат луѓе да осудат како терористи, а тој ист сведок да добие помала казна. Тоа е за возврат. За сето ова е еден од главните фаци во овој политички монтиран случај од обвинение до пресуда е токму овој, јас ќе го нарекувам криминалец Љубомир Јовевски, кој вие сакате да го направите уставен судија и на тој начин мислите дека ќе го амнестирате или ќе го направите недопирлив со тоа што ќе му дадете мандат од 9 години. Абе луѓе, сваќате ли дека Јовевски има толку многу случаеви што ги крие заради вас и во толку многу случаеви има направено неправди што ни како член на Уставен суд нема да го амнестира од тоа. Значи ќе скапе во затвор. Не знам како не го разбирате тоа и што запнувате тој да биде уставен судија. Стварно не можам да ве разберам. Осуди на 200 учествуваше во пресудата на луѓе патриоти на 200 години затвор. Пишуваат магистерски трудови за тој случај во европските земји. И вие повторно го ставате како предлог за уставен судија. Не можам да ве разберам. Потоа, кога се однесува до обвинителството, судството обвинителството, каде што, као што реков, е главна фаца криминалецот Јовевски, тука и случајот познат како рекет со неколку продолженија како оној на филмското продолжение Рамбо 1, 2, 3 и понатаму, каде имаме јавно признание на еден од обвинетите парите да ги барате кај Вице и Зоран Заев и да ги прегледаат СМС пораките на некои од телефоните користени во нивната меѓусебна комуникација. И што се случува? Ништо. Значи, еден од инволвираните во случајот ви кажува кој е одговорен, кој е организатор на рекет, каде се парите од рекет и никома ништо. Јовевски не смее ни да чепне ни во телефон, ни во пари. Тие пари може се и во некоја друга држава, меѓутоа отом потом за таа работа. Потоа случајот со издавање на лиценци за одгледување на марихуана. Значи, пред колку месеци беше, кога беше извештаот за јавното обвинителство, кога Јовевски беше овде, значи има едно 2-3 метра од говорницата, сите овие работи му ги кажував. И демек нешто запишуваше, нешто не запишуваше, не заинтересиран, не даде никаков одговор на работи што се констатирани. Еви да не биле некои работи констатирани, редно е да ги прегледа. Ако е навистина државен обвинител, независен државен обвинител, а не обвинител на политичко државно обвинителство. И тогаш истото му го кажав за марихуаната, како течат сите постапки и така натаму и така натаму. Дали истите работат по закон,
каде постои основано сомнение за трговија со цветот и маслото од марихуана, на наркокартелот Заеви и Оливер Спасовски кој го врши транспортот и дилањето на марихуаната во државата и надвор од државата. Тоа е многу битно. Ќе ви кажам после зашто. Ама ако Јовевски отвори истрага, сето ова, тогаш нема да може да биде уставен судија, нормално. И тогаш, ако постапел, тогаш не може да исчезне маслото на една од плантажите каде беше во Крушевско, каде од 24 камери, точно само тие 4 камери не работеле. Точно кај што стоело маслото, само тие 4 камери не работеле. Како викаше оној вашиот, ајде мајката. И што се случи со тој случај? Обвинете некој? Каде е тоа масло? Кој украл, кој не украл? Самите на себе си се украле и маслото е на северот од државата. Мислам, надвор од границите, јас ќе ви кажам. Ама постапка, истрага, јок. Ако постапеше по овој случај, Јовевски денеска немаше да го збориме. Јовевски си беше во пензија со 68 години. Сега ќе ви ја кажам постапката, само да ја најдам. За комисијата здравствена која треба да врши контрола на овие плантажи со марихуана, каде што во времето на Заев се дадени 60 лиценци. И тука Јовевски не му ни паѓа на памет да изврши истрага како се дадени и на кого се дадени тие лиценци. Се знае зашто, затоа што 99% се на наркокартелот Заеви. Значи, каде завршуваат произведените количини на канабис? Каде завршува собраниот цвет? Имено, ние имаме закон за масло, за медицинско масло од марихуана. Имаме во државата само 2-3 фирми кои работат со тоа масло. А имаме околу 90 лиценцирани плантажи или фабрики за производство на марихуана и масло медицинско масло од марихуана. Каде е цветот од марихуана? Значи се произведува една, не знам, 10% масло за овие 2-3 фабрики. Нема дозвола за извоз според законот надвор од државата. Меѓутоа, каде завршува цветот од марихуаната? Кога таа здравствена комисија, односно комисија за надзор во тие плантажи е помината да види што е со тој цвет? Дали воопшто е таму? Ја ви кажувам дека не е таму. И тоа му го кажувам на Јовевски, гајде му е на човекот, он уствари ги знае тие работи, не сме да припари таму. Цветот од марихуана со добар транспорт на Оливер Спасовски, на неговите криминалци, инспектори, командири по градовите во Македонија, се транспортира до крајните чинители во тој процес и добар дел се извезува, односно се извезува нелегално, се носи надвор од државата. Значи, мафијата не познава граници, тоа е она као љубовта нема граници. Тоа го заклучив по Заев и неговото заљубување 2-3 пати по прв пат. Меѓутоа, Јовевски и покрај тоа што го знае сето ова, не се осудува. Значи, ја му кажувам примери
со криминал, за криминал со дрога. Не бе, човекот нема абер. Нема абер да спроведе една минимална истрага, барем да покаже пред јавноста дека еве ја пробав нешто. Ни тоа не сака да го направи. Оти нормално, страф е. И најмала работа што ќе се открие се дознава. Како што ја, како што ние, како што и вие ги знаете тие работи. И некој ќе треба да лежи у затвор. Меѓутоа ќе лежи и после неговото заминување. За кратко од сега. Има докази. Има искази на луѓе. Сега да се префрлиме од дрогата, ќе се вратам па на дрогата со класични примери, меѓутоа тоа во делот на полицијата. На криминалецот Љубомир Јовевски не му ни паѓа на памет да отвори истрага, а камоли обвинение за договарањето на процентите за вакцини во најголемата ковид пандемија од страна на Заев и Филипче. Кога умираа луѓе, некој пробуваше да направи процент од купувањето на вакцините. Не, нема шанси ниту истрага да се спроведе за наводните, еве да ги кажеме, кажувања од луѓе, од јавноста, дека се пробувало да се направи проценти. Бог да чува и да брани Јовевски и минимална истрага да спроведе и да докаже дека не е така. Потоа на Љубомир Јовевски не му ни паѓа на памет да отвори истрага, а камоли обвинение за Заев и Филипче за префрлањето пари на грчка фирма за неизградената клиничка болница во Штип. Префрла пари клиничка болница во 80-90% направена, пари за таа болница обезбедени, они ги префрлаат парите на грчка фирма, болницата, клиничката болница во Штип не е мрдната. Малтер не знаете да ставите. А за модуларната болница во Тетово, каде изгоря 14 луѓе и за сообраќајната несреќа во Бугарија, опозната како Беса Транс, ви уверувам дека процесите ќе ги тегнат до безвес, за на крај никој да не е одговорен. Сега некој обвинение за доктор што нема врска со настанот, меѓутоа не е за Филипче, кој го и за оние што монтираат модуларната болница, нив ги се тргаат на страна. Главните актери се тргаат на страна. Овдека Беса Транс сообраќајна несреќа со 54 мртви луѓе и тие нели дел изгорени. Ви уверувам дека тамо ќе биде виновен шоферот и никој друг. А тоа дека тој автобус неколку пати ја поминува границата македонско-бугарска нерегистриран, за тоа нема никој да одговара. Или може некоја условна казна за некој си службеник што не го приметил фалсификатот што го договорил Оливер Спасовски. Од тука, значи, ќе се префрлам, како што кажев и претходно, на соработката на полицијата со криминалците и каква заштита на Оливер Спасовски му овозможува овој вашиот предлог криминалецот Љубомир Јовевски. И повторно ќе го искористам извештајот на народниот правобранител, кој повторно ќе кажам и сакам да кажам дека е еден од најнеутралните извештаи, барем ја од кога сум пратеник од сите можни извештаи до сега и му честитам за тоа и само така нека продолжи. Кој да биде на власт?
полициски овластувања. Така е насловот. Во текот на 2021 година во областа полициски овластувања се евидентирани вкупно 117 преставки, што е за 10 помалку во однос на претходната година кога беа регистрирани 130 преставки. Ова извештајна година, како и претходната, граѓаните се жалеа за непреземање мерки по кривични пријави и други поплаки, 42 на број, недоволно преземање на мерки од страна на полицијата за откривање и фаќање на сторителите на кривични дела, 12 на број, меѓу кои за откривање на убиства и тешки кражби, за неукажување на помош од полицијата и заштита на граѓаните, 12, како и неосновано одземање и враќање на предмети во полициска постапка, 11. Дел од поднесените преставки, 15, се однесуваат на неосновано или противзаконско лишување од слобода, неосновано приведување и неосновано повикување и заложување во полициска станица, повреди на правата на прекршочните постапки, 9, и преставки во кои граѓаните побараа само правен совет, 8 на број. Народниот правобранител како специфичен го евидентираше случајот на неоткривање на сторителот на убиството на 29 годишно лице кој се случило во кафеана во село Батинци, Скопско во месец јули 2020 година. Потоа кабинетот на министерот за внатрешни работи, до кого народниот правобранител првично се обрати, како и оддел за внатрешна контрола, професионални стандарди и криминалистички истраги, не одговори суштински соодветно на барањата и укажувањата на народниот правобранител согласно сериозноста и тежината на стореното кривично дело. Еве како ги сваќаат убиствата кабинетот, господата од кабинетот и директно Оливер Спасовски како министер. Потоа, ова веќе го потенцирам. Дел од граѓаните во преставките се жалеа на неоткриени сторители на тешки кражби сторени во нивни домови, јавни места и јавен превоз. Го потенцирам затоа што во примери ова ќе ви го кажам. Граѓаните во нивни преставки укажуваат дека полицијата ги знае сторителите, но намерно не ги открива, бидејќи соработува со нив, што представуваат сериозни обвинувања кон народниот правобранител, нема механизми да ги утврди, но затоа укажува и бара искрен и сериозен пристап на полицијата кон откривање на сторителите на овие кривични дела. Во оваа насока, народниот правобранител повеќе пати во постапувањето се обраќаше до органите на прогонот со укажување дека треба да се направат напори да се преземат повеќе мерки и дополнителни действија како би се откриле сторителите кои извршуваат тешки кривични дела. Во своите укажувања народниот правобранител потсетуваше дека основна функција на полицијата е заштита и почитување на основните слободи и права на човекот и граѓанинот за гарантирани со уставот, заштита на правниот поредок, спречување и откривање на казниви дела, преземање мерки за гонење на сторителите на тие кривични дела, како и одржување на јавниот ред и мир во општеството, согласно член 3 од Законот за полиција. И од оваа извештена година евидентирани беа поплаките за несоодветно и недоволно постапување од страна на полициските службеници по пријавување на случаи за вознемирување и закани упатени од одредено лице или член од семејството, конфликти меѓу физички лица, конфликти и расправи во семејството, нарушување на јавниот ред и мир и слично. Постапување по овие поплаки народниот правобранител констатираше дека пријавите на граѓаните само фигурираат во евидентната книга на дневни настани по полициски станици и по нив најчесто полицијата постапува само со писмено или устно предупредување кон пријавените лица. Затоа народниот правобранител години наназад даваше препораки дека полициските органи треба поефикасно, потемелно и посуштински да ги истражуваат пријавите и соодветно да постапуваат по нив. Меѓутоа, ако сакат, ако не сакат, нема да постапуваат. Констатации. Полициските службеници во контакт со граѓаните во одредени случаи се однесуваат непрофесионално и непристојно, спротивно на актите на Министерството за внатрешни работи, во кој точно е дефинирано дека полицијата во контакт со граѓаните е должна да постапува хумано и да се почитува достоинството, угледот и честа на лицата,
како и основните слобода и права на човекот и граѓаните. Полицијата не е доволно ефикасна и е недоволно ангажирана во откривањето на сторителите на кривични дела поврзани со разни кражби, особено во регионот на Скопје. Оделот за внатрешна контрола во постапките за утврдување одговорност за полициските службеници недоволно ги почитува констатациите и укажувањата на народниот правобранител, со недоверба ги оценува поплаките на граѓаните и покажува солидарност и наклоненост само кон изјавите на полициските службеници. Сега, ово е најбитниот дел. Она што го кажав, граѓаните во нивните представки укажуваат дека полицијата ги знае сторителите, но намерно не ги открива, бидејќи соработува со нив, што представува сериозно обвинување кој народниот правобранител нема механизми да ги утврди. Меѓутоа, ја имам механизми да ги утврдам. Ќе ви кажем со примери, ќе почнам од еден пример директно од министерот Оливер Спасовски, каде се дадени решенија за прераспределба подпишани директно од Оливер Спасовски за одреден број на полицајци, кој ќе го чини МВР и државата ни малку ни повеќе 35 милиони евра. Значи 35 милиони евра за хировите на Оливер Спасовски, ние и граѓаните треба да ги исплаќаат. Не бе ќе лежи у затвор за тие 35 милиони, или ќе ги врати, и ќе ги лежи. 35 милиони евра по пресуди на судовите, за да се вратат на работа или да се вратат по претходните решенија. Само зашто Оливер Спасовски не му се допаѓа некој полицаец и не го спроведува неговиот криминал, ќе одговара и како ќе одговара. Посебно за тоа ќе одговара. Потоа Оливер Спасовски и Љупчо Николовски, како не им е срам, вршат притисок на оризарите во Кочанско. Луѓе протестираат за сопствениот леп. Луѓе што секој ден се по нивите, во вода се до колена, секој ден си ги бараат своите права, бараат поголем откуп, бараат повисока цена на оризот, а овие двајца им вршат притисок и обвинителство, спроведува пријави на организаторите и учесниците на протестите. Ова беше пред неколку месеци, а вчера слушам повторно истата приказка. Не ли ви е срам, бе? Па тој Љупчо Николовски, министер за земјоделие. Кој министер за земјоделие нека гледа сопругата негова со дрвата како им оди бизнисот? 5000 денари се дрвата, луѓе не може да се згреат сега зимово. Он ќе врши притисок. Ќе му биде извршен притисок во затвор. Потоа кога беше Јовевски, му читав пример по пример. Као што реков, нешто запишуваше, нешто гајле му е, нешто, он се знае, ама нели, нити да одговори, нити да ме излаже дека демек нешто презел, ништо. Па го прашав, дали имате сознание по допрен глас и дали е постапено по случај за изработка и застојот што го имаше во испораката на регистарски таблици. И му кажав, дали е тоа поради фактот дека регистарските таблици се прават, и му кажувам на човекот, во некој подрумски простории во центарот на градот, на Скопје, тука близко. Не бе, каква истрага, кај сме истрага да направи. Ни на памет не му паѓа истрага, па директно ќе отиде до Оливер Спасовски. Каква истрага?
Му кажувам во подрумски простори овде на 2-3 километри од ние кај што сме сега. Не, бе, нема шанси. Уставен судија не се станува ако се работи честно. Треба да се работи по налог на криминалци да се стане уставен судија. Потоа, по не знам кој пат, го кажувам случајот со пасошите, му го кажав и на него. И му кажав, вчера колега Бране убаво кажа, абе вие не правите фалсификат. Вие правите промена на идентитет. Фалсификатот во овој случај не е главната работа. Вие правите промена на идентитет со промена на лични податоци и на слики од луѓе. Уште малку ДНК ќе направите промена на ДНК. Само за пари. По 2-30 евра, ако не и повеќе. Па едниот што му дадовте пасош, односно не вие, Оливер Спасовски што му даде пасош, го затворија у Шпанија. Другиот пред една недела, пред неколку дена го тепал у Истанбул. Свесни ли се што прават? Дека ќе дое до промени, ќе завршат во затвор. Ама не тие што условно им дадовте, тие обични службеници што немаат врска со ова. Туку директно министерот, затоа што се е по негова наредба и без негово знаење тоа не може да се направи. И тогаш му кажав на Јовевски, зошто случајот со пасошите не е работен од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и нема обвинение за организирана криминална група. Му потенцирав и он знае што му потенцирам ја на него. И злосторничко здружување. Туку е предаден на основното јавно обвинителство в Скопје и секој сторител посебно е обвинет за поединечно кривично дело, злоупотреба на службена положба, каде максималната казна е до 3 години затвор, а за организирана група знаеме многу колку е казната, 10 години и повеќе, нешто слично као тероризмот. Вие многу добро го знаете. Сега ќе ви кажам, и него тоа му го кажав, меѓутоа сакам уште еднаш да се слушне каде директно оди ова со правењето на пасошите. Значи, кога вадиме пасош, еден слика, друг верифицира, трето добрува, четврт персонализира, сето ова оди кај помошник министер за управни, па потоа оди во информатика кај помошник министер за информатика. Па таму една проверка се прави, па еден одобрува, па се печати, па се враќа на шалтер кај досието. И ова едно надворешно лице не може да го направи. Ова го прави помошник министер и министер, со нивно одобрување. Сега, ако тој помошник министер е близок роднина на некој од пратениците, ја тука не можем ништо. Може на времето и тој мене ми бил пријател. Ама ако одговорен, треба и до него да се отиде. И после ќе се прават викендици и хациенди во Маврово. Па мора Маврово да се добие, па мора да се добие. Фрливте еден куп пари подкуп. Таму имате викендици еден куп. Меѓу кои вашиот уважен Шилегов. Меѓу другите. Ќе ви кажам кој е, не се секирете. Одиме понатаму. Зошто од страна на основното јавно обвинителство не се преземени мерки за склучен договор помеѓу МВР и Веридос за набавка и одржување на машини и лични документи за склучен договор за сума околу 10 милиони евра, а е во спротивност на Законот за јавни набавки. Повторно главна фаца министерот Оливер Спасовски и повторно Љубомир Јовевски ни и од истрага за обвинение да не преме муавет.
Зошто од страна на основното јавно обвинителство скоро и да нема ништо преземено за случаите на подкуп со докази евидентирани од Министерството за внатрешни работи, а се работеше за време на парламентарните избори во 2020 година. И ќе спомнам само некои од нив. Лични карти, списоци, пари, сведоци во неколку градови и општини во Македонија, како во Штип, Свети Николај, Велес, Шуто, Ризари, таму еден член ваш беше фатен, а вработен во Министерството за внатрешни работи. Па потоа во Куманово каде беа фатени, вработени и не само вработени, во Куманово беше сниман, мислам, оној началникот што прима благодарница од другар му Оливер Спасовски, како на трактор дели пари, односно вработените во Министерството за внатрешни работи ги даваат парите и кажуваат него одите кај началникот ќе ви ги даде парите. Тие фатени на дело со обвинение, не бе, си работат луѓето. Ни дисциплинска, ни ништо, ама началникот другар со Оливер Спасовски па ќе прими некоја благодарница и сега ќе оди у пензија. И од пензија нема да се спаси. Сега преминувам на мојата општина Газибаба. И таа му ја спомнав на Љубомир Јовевски. Првата работа сега што ќе кажам. Значи, на крајот на минатата година и на почетокот на оваа година во општина Газибаба беше направена теренска ревизија, која ревизија покажа евидентен криминал направен од бившиот градоначалник од СДС Борче Георгиевски, а се работи за сума од 11 милиони денари за одржување и изградба на нови линии за улично осветлување, и сето тоа беше испратено до институциите и до јавното обвинителство за да тие спроведат, односно почнат истрага за овој криминал. И знаете ли до кај е овој случај денес? Не знам ни ја, односно нема ништо. Току, штама, молк. Ама Борче Георгиевски, слушам, нели, со платата од градоначалник како почна да прави приватна лабораторија, сигурно таа е ефтина лабораторија, а истовремено Оливер Спасовски го вработува во Министерство за внатрешни работи. Човекот кој има криминал, евидентиран од 11 милиони, го вработува во Министерство за внатрешни работи, уште па кажува, па на оглас се вработи. Па на оглас ке се вработи, на што да се вработи друго? Човекот што изгуби катастрофално со 11.000 гласа, СДС не ја помина деветката. Он го вработува во Министерство за внатрешни работи. И после полицијата треба да сметаме за добра, за одлична. Односно Оливер Спасовски како ја тера работата со Министерството за внатрешни работи. И сега замислете овој човек бидејќи испразнето местото началник, и за тој ќе зборам, во Газибаба е без началник и без командир. И замислете сега со оној нов закон што го донесовте за полиција, па дури мислам ли дека сум убеден дека овој господин што изгуби катастрофално, што никој него ни сметаше за градоначалник, со 11.000 гласа и со криминал од 11 милиончиња, да стане началник на ПС Газибаба. Тогаш ќе биде дали да се смееш, дали да плачеш. Срамота. Не ми се верува. Сега, тука имаме, као што кажав, испразнето е местото за началник, испразнето е местото во ПС полициска станица Газибаба, а таму беше еден господин Музафер
Каришки, кој пак сега мислам дека стана началник или веде началник на СВР Скопје, не е ни битно, отиде на, тоа е поентата дека отиде на повисока позиција. Сега да ви објаснам ова што ви го зборам и претходно, како се напредува кај Оливер Спасовски. Значи мора да си близок со криминалците, да го спроведуваш криминалот на Оливер Спасовски за да отидеш нагоре. Иначе ќе тапкаш во место. Имено за овој човек има гласини, тоа може и да се провери, дека во 2001 година исто така бил вработен во Министерство за внатрешни работи, во време на конфликтот го напуштил пунктот, си отишол за Германија, а потоа СДС пак го вработил 2004 година. Или треба да го употребам зборот дезертер. Ама нели, тука дезертерството во парламентот ни е познато, така да може и не треба. Не треба туку, не е толку битно тоа за вас. Кај вас е тоа константно. Не е битна работа е тоа за вас. Да се брани државата. Сега, за Музефер, битно е да се спомне дека е покрај бизнисот со наркокартелот Заеви и блиската соработка со криминалците во Гази Баба, тој Министерство за внатрешни работи се ја има како приватна фирма. Па му овозможува на неговиот внук, кој е со стаж од 2 години, да извршува задачи како водич на сектор, а повремено и како сметководител. Кај треба таму? Внук си е внук. Против сите прописи на МВР, ама внук си е внук. Негов па друг внук, цивил, кој е приведен затоа што возил возило со странски таблици, а собственикот е во Германија, без никаква документација, истиот е експресно ослободен со устна наредба на началникот. Види, молим те, као што го ослободи оној во време на ковид пандемијата, кога никој не смееше да излегува, па нели тамо во Гази Баба некои си имаат слобода, си излегуваат, си поставуваат сами овие препреки полициски и така натаму, па кога беше приведен овој со собствено или службено возило, истиот овој началник, каков притвор, какви бакрачи, влези у кола да те вратам дома, уште такси да му платеш. Потоа имаме случај кога возило кое е извршило тешка кражба со 3 приведени лица, каде биле повикани ЕУМНА за сликање на доказен материјал, истите седеле половина час, додека види, молим те, началникот сам си вршил претрес на возилата, за да ги прикрие доказите, бејќи истите му биле блиски соработници во криминалот. Сега, бидејќи му сметаше командирот на станицата и нели командир на станица си е командир на станица, работи со униформирана полиција и бидејќи не можеше началникот сам да си го спроведува криминалот, значи мораше да го намести командирот на полициска станица. Па таа што го мести блиска пријателка на тогашниот началник Музефер, што го мести командиро, експресно добива унапредување, односно враќање во Битола со унапредување на позицијата во битолската полиција. Абе, ни срамни пере, па почекате бе една година, мајко му стара. Кого луди ке правите? И сега Гази Баба, една од најважните, една од најголемите општини во Скопје и во Македонија, е без началник, е без командир. Знаете ли што значи тоа? А знаете ли каде се одвива најголемиот криминал со дрогата? Гази Баба. Не е случајно. Не. А оној вчера на телевизија, вашиот Оливер, се фали со 10 тони дрога фатени. Ја мајката. Па таа е конкурентската дрога. Еве ја му кажам каде да фати неговата дрога.
нели, а Јовевски, тоа е човекот, е тоа, нели, треба да биде уставен судија и веќе да не го спомнувам зашто не презема истрага за овие работи, за овие не ни станува збор, едноставно човекот треба да е уставен судија и така мисли дека ќе се спаси од овој криминал. Значи тоа е поентата, да го прикрие криминалот на другите, да се спаси од собствениот криминал и мисли дека така, нели, дај Боже да си дочека и пензија во Уставниот суд. Не дека Уставниот суд нешто многу врши работа и таму као пензија да се луѓе, ово ти гледам постапки од пред 4-5 години немаат ставено ни на дневен ред, така да тука е. Ја пензија, ја Уставен суд, ама нема да се спаси од и како член на Уставниот суд нема да се спаси од гонење. Сега, кога сме кај криминалот, ќе спомнам уште една општина. Запозна сум со состојбите во таа општина од X причини, а тоа е општина Кочани. Ја спомнав и минатиот пат, му ја спомнав и на Јовевски, нормално, џабе. Знае што се случува, меѓутоа тоа е тоа. А беше, нели, пак ја спомна на 2-3 метри од мене. Значи, сега ќе ги спомнам повторно случаите кои му ги спомнав тогаш и на Јовевски, меѓутоа сега малку надоградени и плюс уште некои примери и случаеви. А тоа е физичката пресметка на пензионерска прослава во Кочани, кога бандитите на тогашниот инспектор во недозволена трговија и шверц Петре Георгиев, попознат како Пецо инспекторот, организирано по негова наредба претепува двајца своји колеги, неистомисленици, на кои е констатирана тешка телесна повреда. И наместо веднаш да им се одземе оружјето на полицајците и веднаш да се спроведе истрага, како што налагаат прописите на Министерството за внатрешни работи, а исто така и законите, по негов налог се долговлекува почетокот на истрагата за да може да издржат притисок врз степаните полицајци, за да дури по 30 дена, бидејќи сето ова излезе во јавноста, притисоците не вродија со плод кај тепаните полицајци, внатрешна контрола успеа да дојде до податоци, значи тепаните не се исплашија од притисоците, па дури по 30 дена почна да се спроведува истрага. Некаква истрага. Меѓутоа, тука таа работа застана. Меѓутоа, ќе се отвори кога ќе дое нова власт. Кога ќе дое ново обвинителство. Оваа постапка ќе продолжи и ќе се тера до крај. И нарачателот, организаторот, ќе оди во затвор. Втората работа, што му ја спомнав на Јовевски, а што веднаш требаше да испрати обвинителство и да го истражи случајот, е влегување со устна наредба на полицајци во средно училиште во Кочани и одземање на мобилни телефони на вработени во тоа, односно средно училиште. Трагедија без преседан. Веднаш кога му го кажав случајот, ако не го знаеше, требаше да испрати и да почне истрага за таа работа. Молим те, со устна наредба влегува во средно училиште.
Па со устна наредба и кај мене дома може да дојдат. Нека дојдат. И тука се нарушени сите права и слободи од овие полицајци кои влегоа внатре. Нормално, не се криви тие. По наредба влегоа. На 2-3 инспектори кои се прават дека не разговарат меѓу себе и така го тормозат и го местат народот и луѓето во кочани. Третата работа која тогаш ја кажав и нормално нема завршница, а тоа е за синот на овој Пецо инспекторот Гоше, кој тормозеше лице инвалид за време на изборите и кој сите видеа и кој сите на сите портали излезе снимката како е тормозен човекот, ова лице инвалид, од страна на помошник инспектор во недозволена трговија и шверц на Гоше Георгиев, син на Петар Георгиев, инспектор. Значи инспектор и помошник инспектор. Приватна фирма, Министерство за внатрешни работи. Приватна фирма. И сега место да одат на дисциплинска, да преземат одговорност, Оливер Спасовски на татко овој инспекторот Петар Георгиев му дава унапредување. Самостоен инспектор во Крим. А се спрема за неговото синче да му даде исто така унапредување, меѓутоа настанате разбрано е во полициска станица што се случува, па стои уште тоа празно место. За да не се кренат останатите полицајци на бунт. И кога сум кај овие двајца криминалци, на овој помалото да му објаснам некои работи, да искористам оваа шанса да внимава малку и да го послуша неговиот родител, односно самостојниот инспектор сега, Петар Георгиев, неговиот татко. Тој што ќе оди у затвор, ќе оди, него да го послуша него со советите да не се случи нешто слично и со него. Нека не прави притисок, нека не лаже тамо по народ и нека не убедува луѓе да вршат притисок. Ке му се врати како бумеранг. Кога сме кај Кочани, да продолжам со криминалот на овие полициски инспектори и криминалци на Оливер Спасовски, а тоа е палењето на депонијата во Кочани. И криминалот со железото кое се прави во градот Кочани, а за таа цел се пали депонијата, а граѓаните вдишуваат нечист воздух. И се додека советничката група на ВМРО ДПМН во Кочани не излезе со констатација и кажа дека скоро секој втори или трет ден од јавното комунално предпријатие Водовод и од луѓе, граѓани на Кочани, бараат од полицијата во Кочани да излезе на терен и да ги затвори тие криминалци кои го палат отпадот, односно депонијата, се до тогаш гореше депонијата. И види сега вака, молим те, 3 месеци депонијата не е запалена. Усред лето, зимо гореше, есен гореше, пролет гореше, ама сега усред лето не е запалена. Да ви кажам зашто не е запалена.
Затоа што Петар Георгиев си прави бизнис од тие криминалци кои намерно ја палат депонијата за да може да го земат од таму железото и да го продадат, односно да го однесат во отпад близок пријател на Петар Георгиев. Малку му е од дрогата, па се и од железото да зима пари. Малку му е од криминалците што влегуваат во домови и куќи покочени, што крадат, што ги крадат граѓаните, што му ги дават пола пари на Петар Георгиев, па сега и до железото му е дојдено. Сега, обвинителот ни и од истрага за тоа. А ќе му ги кажев и каде парите му ги дават на Петар Георгиев. На кои 3 места во градот секој сабајле оди ги зима парите. Ама него не го интересирам, го знае тоа. Пред минатата недела на една бензинска станица во Кочани се случува тепачка. Еден од криминалците на Петар Георгиев тепа случајни минувачи, физички се пресметува со вработен во бензинска станица и напаѓа службеник од полицијата. Успеваат да го совладаат, му ставаат лисици, го носат во полицијска станица и место да му се одреди притвор. Знаете што прават? Го пуштаат со ургенција на ПЕЦО инспекторот. Ете така работат криминалците на Оливер Спасовски. Ама за кратко ќе биде. Ќе завршам, не се нервирайте. Готово, на крај сум. Сега после сето ова, после сите овие примери, после читањето на извештајот на народниот правобранител, се она што он го укажува, се ја што го кажав како пример, мене ме интересира ако Оливер Спасовски е председател на државата за криминал, мислам дека на Љубомир Јовевски повеќе ќе му одговара да биде против кандидат за председател на државата за криминал или пак барем премиер на државата за криминал. Меѓутоа никако уставен судија. Не ви доликува на вас, не ни доликува на нас, не доликува на граѓаните на Република Македонија да имаат таков уставен судија. За него може да се збори до утре сабајле. Одземав малку повеќе време, меѓутоа ми тежеше дека некои работи морам да ги кажам, некои и по втор пат и по трет пат ги кажувам, и понатаму ќе ги кажувам, се со цел вистински луѓе да дојдат на вистински места. А Љубомир Јовевски не е таков човек. Тој е криминалец и тој ќе лежи во затвор. Ви благодарам.